Hallo liebe Schülerinnen und Schüler! Здраво, драги ученици и ученички! Се надевам дека сте добра и дека денеска заедно ќе уживаме на часот по германски јазик. Како што можете да забележите, денеска ќе се запознаеме со имињата на домашните животни во германскиот јазик. А домашни животни на германски јазик се викаат Haustiere. Па ајде да започнеме. На почетокот ќе ги разгледаме животните од машки род. Но претходно да се потсетиме дека определениот член за машки род во германскиот јазик секогаш гласи der. Ке слушнеме едно животно, а вие можете слободно да погодувате за кое животно станува збор. Точно така. Куче. Кучето на германски јазик се вика der Hund. Ајде да повториме заедно. Der Hund. Продолжуваме понатаму. На сликата имаме представено прекрасен зајак. Зајакот на германски се вика der Hase. Ајде да повториме заедно. Der Hase. Така е, продолжуваме понатаму. Сега ќе слушнеме уште едно животно. Вие слободно можете да погодите за кое животно станува збор. Точно така, веќе погодувате. Станува збор за папагал. Како ли се вика тој папагал на германски? Нема да ве држам во неизвестност. Папагалот на германски се вика der Papagei. Ајде да повториме заедно. Der Papagei. И последната именка од групата на машкиот род е овој вид на папагал, кој што уште на македонски го нарекуваме тигрица, а на германски оваа тигрица се нарекува der Wellensittich. Така е, повторете уште еднаш. Der Wellensittich. Наред се животните од женски род, но претходно да се потсетиме дека определениот член кај именките од женски род во германскиот јазик е секогаш die. Ајде да слушнеме уште едно животно, а вие да ми кажете за кое животно станува збор. Веќе погодувате? Мачка. Точно така. Мачката на германски се вика die Katze. Ајде да повториме уште еднаш. Die Katze. Следното животно е овој ставарец. Иако не изгледа така страшно, сепак сакаме да научиме дека на германски овој ставарец се вика die Ratte. Die Ratte. Ајде да повториме уште еднаш. Die Ratte. Така е, ученици. Продолжуваме понатаму. А следен е наред овој глушец. Глушецот на германски се вика die Maus. Повторуваме уште еднаш заедно. Die Maus. И последната именка од групата на именки од женски род е ова желка. Желката на германски се вика die Schildkröte. Die Schildkröte. Повторуваме уште еднаш заедно. Die Schildkröte. Така е, другари. И на крајот една именка, односно едно животно во среден род. Но претходно да се потсетиме дека определениот член за среден род во германскиот јазик секогаш гласи das. Видете колку сладки животни имаме прикажано на оваа фотографија. Едно од нив се вика морско прасе, а морското прасе на германски се вика das Meerschweinchen. Das Meerschweinchen. Повторуваме уште еднаш заедно. Das Meerschweinchen. Браво, ученици! Прекрасно! На крајот можете да забележите една табела
во која што домашните животни се распоредени според нивниот род. Ќе ве замолам за домашно да направите еден крстозбор во кој што ќе ги вметнете сите домашни животни. И на крајот, како што можете да забележите, имате еден линк на кој што уште еднаш ќе можете да ги слушнете имињата на домашните животни и да ги повторите. Драги ученици, ви благодарам на вниманието. Се надевам дека убаво си поминавте на овој час и дека повторно ќе се дружиме. Чус!